Господине премиер, нема поголемо херојство на еден човек да го даде својот живот за сопствената земја, за својата татковина. На бомба да легнат за Македонија можат малкумина, ама вербални патриоти за жал има многумина, особено во оваа владеачка гарнитура. ВМРО ДПМН со бришењето на улицата Стив Наумов го заработи најсрамното место во поновата македонска историја. Моето прашање до вас е следното: дали имате намера да се откажете од оваа непромислена, погрешна одлука, да се извините на јавноста за срамниот чин и кој ќе ја понесе одговорност за тоталната конфузија што ја правите и директното натрапничко мешање во историјата на Скопје, со бришење на општо прифатливиот дел и историско наследство и загнирување во дубиозни и научно-шпекулативни проекти, кои за своја последица на крајот може да го имаат збришувањето на македонскиот идентитет, на македонецот и македонскиот јазик и писмо. Навистина не ви држат работи. Вие може сега да излезете, ќе зборувате се и се што, меѓутоа не ви држи. Токму оваа политичка гарнитура прави чекори и гестови со кои што се одбележува борбата против фашизмот. А тоа што Стив Наумов бил на едно место во центарот на градот, па сега е на друго место во центарот на градот, од тоа да се обидете да направите некаков циркус и пародија дека имаме нешто против Стив Наумов или против борците од антифашистичката борба, наистина не држи, господин Петров. Жалам што не сте нашле нешто попаметно да дискутираме денеска. Најверојатно понесени од желбата по секоја цена да не напаѓате, по секоја цена да не обвините, се обидувате да најдете нешто на што ќе не нападнете, меѓутоа не држи вода. Тоа е тоа. Тоа не одлучувате, ќе дозволите вие, тоа граѓаните ќе го одлучат. Ја не сум навикнат да зборувам се и се што, зборувам она што го мислам. Сакам да ви цитирам една изјава на генералата Насовски. Овие од власта припаѓаат на поразената страна во НОВ.